Драги почитувачи на делото на ансамблот Магнифико, најнапред во името на сите магнификовци ве поздравувам и ве посакувам добре дојде со желба уште еднаш да се подсетиме и да уживаме во снименото творештво и репродукција и заедно да им се заблагодариме и да им дадеме признание и почит за нивното врвно музичко мајсторство. Повод за и подготовка и реализација на оваа мощна, атрактивна и по многу нешта необична и посебна изложба представува одбележувањето на јубилеот 65 години ансамбл Магнифико. Севкупното 31 годишно уметникување на овој ансамбл проследено е од нивното мото: овоземниот човечки живот има смисол само кога се поседува чувство дека сме некому потребни и дека некои нам ни се потребни. Оваа мисла е родена по едномесечно вриење и привривање кај Пантелеј Панче Кочовски, првиот од основачите и член на овој музички состав, се до неговото престанување со работа и автор на монографијата Ансамблот Магнифико, мит, легенда или реалност, како дело со трајни вледности. Во 31 годишната уметничка одисеја на ансамблот Магнифико дадоа свој огромен придонес 10 постојани и 2 повремени музички уметници, врвни мајстори на својот занает. Како прво, Невенка Кочовска, солистички вокал и звезда на ансамблот Магнифико. Крсто Таушанов, солист на гитара, придружен вокал и вториот од основачите на овој музички состав. Пантелеј Панче Кочовски, вокален солист, ритам гитара, придружен вокал, перкусионист, ударачки инструменти и првиот од создателите на Магнифико и уметнички менаџер. Петар Галев, солист на гитара, бас гитара, вокален солист и придружен вокал. Димитар Митко Томов, ритам гитара, вокален солист и придружен вокал. Јане Коџобашија, ритам гитара и придружен вокал. Хозе Свиличич од Аргентина, клавиатури и харфа. Владимир Нигоевич од Боливија, вокален солист и ритам гитара. Димитар Денки Павловски, солист на гитара и придружен вокал. Миле Барбаровски, тапани и други ударалки. Миле Лукаров, клавиатури. Константин Коце Икономов, солист на гитара и вокал. И Борис Низамовски, во севкупниот период на работење и обстојување на ансамблот Магнифико, маестрално успешно ја обавувал функцијата на импресарио, тоест менаџер. Магнифико има реализирано повеќе од 3700 најмногу самостојни комерцијални концерти на сите континенти. Најнапред треба да го истакнеме концертниот настап на ансамблот Магнифико во официјалната посета на председателот на Мексико, неговата екселенција Лопес Матеус на ФНР Југославија, со неговата сопруга и ќерка на 29 март 63 година во Белград. 3 концертни настапи на традиционалниот дипломатски лов во Караѓорѓево Добро кај Нови Сад, јануари 62, јануари 63 и јануари 68 кој ги приредувал председателот Тито. Получасовен концерт настап пред Тито, Јованка и политичкото раководство на Република Македонија во Скопје мај 75 година. Поделба на 2 брилјантни концерти на ансамблот Магнифико во Загреб и Риека на 7 и 8 март 63 година со победникот на музичкиот фестивал Сан Ремо Тони Далара. Учество со целовечерни концерти со ансамблот Магнифико на традиционални меѓународни спектакли и ревијални музички фестивали. Музика од Елисејските полиња. Меѓународен љубљански летен фестивал во Крижанке 12 пати. Охридско лето, Дубровачки летни игри, Загребски летни игри, подловченски вечери и натака. Ансамблот Магнифико има реализирано преку 600 најчесто самостојни хуманитарни концерти во организација на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Концертни настапи за УНИЦЕФ, концерти во домови за деца без родители, во домови за стари и изнемоштени лица, во болници, касарни, како и концерти чиј приход беше дозначуван за настрадани подрачја од елементарни непогоди, од кои 42 хуманитарни концерти за настраданото Скопје од катастрофалниот земјотрес во 63-та, како и хуманитарни концерти само една година порано при поплавата во нашиот главен град. Во 2 театарски сезони, 62-та, 63-та, 63-та и 64-та, со специјално напишана музика за ансамблот Магнифико, со голем успех учествува во музичката драма Шпанска крвава свадба на текст на Лорка во продукција на Македонскиот народен театар и во режија на Крум Стојанов.
Овие концертни програми секогаш биле интерпретирани во живо и биле проследени од преку 8.700.000 посетители. Магнифико на својот репертоар имал преку 320 композиции од цела Латинска Америка и Шпанија, од кои преку 220 се присутни на носачи на звук и 80 numери снимени се за редовните програми на 30 радија и станици низ Југославија и Европа. Најголем дел од изданијата на ансамблот Магнифико се продавани во златен и сребрен тираж. Магнифико има снимено преку 140 получасовни и едночасовни самостојни шоу емисии, телевизиски блокови, претежно со европски познати признати вокални солисти и музички ансамбли. Има ВХС касета со 24 numери, 2 видеокасети, 2 видео CD, DVD и неколку секвенции за 2 играни филма. Ансамблот Магнифико има гостувано во 34 земји во светот, во Австрија, Азербејџан, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Викторија, Австралија, Германија, Грузија, Египет, Западна Австралија, Илиноис, Индијана, САД, Италија, Јужна Австралија, Казахстан, Калифорнија, Канада, Киргистан, Косово, Мичиген, Невада, Нов Јужен Велс, Русија, Словенија, Србија, Турција, Узбекистан, Украина, Хрватска, Црна Гора, Чеченија и Шведска. Сакам да нагласам дека само околу 8% биле реализирани во Македонија. Сето друго е реализирано во нашата република и во Југославија. Во оваа прилика авторот на изложбата, господинот Пантелеј Панче Кочовски, изразува голема благодарност и почит до сите оние кои што на било кој начин помогнале во дејноста и опстојувањето на ансамблот Магнифико, како и за овој зафат. Особено голема благодарност и почит одава за сесртната помош што му ја пружиле неговиот голем пријател и другар Мирко Стефановски, кој е присутен на изложбата, Горан Јованов и Зоран Младеновски во изготвувањето и реализирањето на овој мощен, сериозен и сложен проект. Сето ова што сега го реков е присутно во монографијата Ансамблот Магнифико мит, легенда или реалност од авторот Пантелеј Панче Кочовски, наградена 2014 година на сајмот на книгата во Скопје, која јас срдечно ви ја препорачувам да ја прочитате, и притоа слушајќи ги нивните снимени музички numери во компилација на 39 композиции сместени во 2 аудио CD-а и гледајќи можни 16 видеоснимки на DVD како прилог на монографијата. Организаторот и реализаторот на изложбава, господинот Пантелеј Панче Кочовски, изразува голема благодарност до дирекцијата и директорот на музеот Галерија Кавадарци Јаким Зимовски. Јас ќе ја прогласам ова изложба за отворена, но пред тоа ќе го дадам збор на нашиот кустос да ви кажу уште некои доста интересни моменти за ансамблот Магнифико и за оваа изложба. Повелете. Почитувани присутни, почитувачи на ансамблот Магнифико, почитувани медиуми, вечерва во салоните на локален музеј Галерија Кавадарци го презентираме животниот и професионален пат на ансамблот Магнифико. Ретроспективна изложба посветена на еден од најзначајните македонски состави, ансамблот Магнифико, кој во своето 31 годишно постоење остави длабоки траги во македонската и меѓународната музичка сцена. Изложбата е ексклузивен и траен спомен и чествување на богатиот опус на Магнифико со обемна збирка над 240 селектирани експонати, фотографии, постери, документи, аудиовизуелни снимки, архивски материјали кои сведочат за изворената уметничка активност и достигнувања на овој реномиран состав. Меѓу нив е и монографијата Ансамбл Магнифико мит, легенда и реалност, чиј автор е еден од основачите и член на овој состав Пантелеј Панче Кочовски. Експонатите вклучуваат 32 големи постери и 15 оригинални плакати од концерти и настапи, над 60 паноа, над 200 селектирани уметнички фотографии, аудио и видео касети, CD-а и DVD изданија, признанија, студиски снимки, концертни програми, сценографски документи и монографско издание. Изложбата со која се одбележуваат 65 години од основањето на славната група
пред се е посветена на починатите членови на Магнифико, сите извонредни музички уметници, начело со вокалниот солист и звезда на ансамблот Невенка Кочовска. Ансамблот Магнифико е основан во далечната 1959 година и во својата 31 годишна уметничка одисеја достигнува интернационална и интерконтинентална афирмација. На својот репертоар има над 320 композиции од Латинска Америка и Шпанија, од кои над 220 на носачи на звук, 80 номери за 30 на радиостаници во поранешна Југославија и Европа, 28 мали музички плочи, 5 лонгплей албуми, 4 аудиокасети, 2 CD-а и неколку DVD изданија. Најголем дел од изданијата, како што рече и почитуваниот колега, се продавани во златен и сребрен тираж. Во своето над 30 децениско постоење, ансамблот Магнифико има настапувано во над 42 земји широм светот. Изведени се околу 4300 концерти со вкупна публика од над 8.700.000 посетители. Ансамблот учествувал и во театарски продукции, снимал музика за телевизија и филм, а во 16 ТВ студија низ Европа и Русија се снимени над 140 телевизиски емисии и блокови, со учество на бројни познати вокални солисти. Има настапувано и за југословенскиот председател Тито, пред мексиканскиот председател Лопес, како и победникот на Санремо Тони Далара. Иако главниот репертоар е составен од латиноамериканска музика, на интернационалните настапи Магнифико изведува и македонски и југословенски хитови како музичка идентификација на ансамблот и регионот. Истовремено, како што кажа и Предраг, познати се по тоа што се филантропи, односно имат одржано преку 600 хуманитарни концерти, меѓу кои се и за земјотресот и поплавата во Скопје. Покрај Невенка и Панче, дел од Магнифико биле и врвните музичари Крстот Таушанов, Петар Галев, Димитар Томов, Јане Кочобашија, Хозе Свилинчич, Владимир Нигоевич, Миле Барбаровски, Коце Икономов, Миле Лукаров, Димитар Павловски и менаџерот Борис Низановски. Во 2017 година ансамблот Магнифико ја добил наградата за животно дело од манифестацијата Златна бубамара на популарноста, што е едно од највисоките признања за нивната долгорочна и успешна кариера. Магнифико е ансамбл кој не само што ја обогатил македонската музичка сцена, туку ја изнел и македонската култура и музиката на светска сцена. Нивниот уметнички стил и посветеност се пример за успешна и долготрајна кариера, а нивните настапи продолжуваат да инспирираат нови генерации на музичари и слушатели. За крај ќе завршам со цитат. Последното што посакав е да оставам траен спомен на ансамблот, преку експонати, сведоштва и фотографија и да ја запознаа македонската јавност со нив. Се зборови на Панче Кочовски, автор на изложбата и на монографијата. Благодарам на вниманието, а сега му давам збор на Панче Кочовски да ги се обрати. Драги кавадарчани, нема да одолжам многу, доста беше кажувања, дури почнав да црвенеам од толку фалби, кои се вистина, што е добро да е вистина. Меѓутоа, ќе ве замолам да погледате уникатна изложба која досега не е во Југославија направена од карактерот на забавната музика, едно. Второ, од кој ќе ја погледате? Ако ви недостасува некаква информација, уште некоја информација, велам, јавете ми се, тука сум, ќе поразговараме и ќе ви дообјаснам уште што се направил овој ансамбл. Благодарам на сослушување.